денешната емисија Мој збор го угостувам актуелниот директор на Управата за водење на матични книги, Фатон Фазлију, и со него ќе поразговараме за лицата кои што досега не се идентификувани во државните системи за водење на евиденција, како тие да ги остваруваат своите граѓански и уставно и законски загарантирани права, меѓутоа и која е процедурата и постапката што треба да ја поминат со цел да добијат извод од матична книга на родени. Покрај овие лица, односно оваа категорија на лица кои што засега представува општествен проблем на кој што државата, односно управата, нуди соодветно решение, ќе зборуваме и за дигиталните алатки кои што овозможуваат полесен и побрз пристап до управата, односно до услугите на управата, и ќе продискутираме за тоа како граѓаните ќе може полесно да извадат изводи од матична книга на родени или од матичната книга на венчани. За сите овие корисни совети до гледачите ќе ги адресираме во продолжение, а вие останете со нас и проследете го нашиот денешен разговор. Фатон, ви благодарам што прифативте поканата да бидете учесник и гостин во емисијата Мој збор. Денеска ќе зачнеме една тема и проблематика со која што се соочуваат граѓаните секојдневно користејќи ги услугите на Управата за водење на матична книга на евиденции. Имено пред неколку години се наметна една проблематика за неидентификувани лица во системот за евиденција, кои што не можеле понатаму да ги остваруваат своите права затоа што немале матичен број, не можеле да извадат извод од книга на родени и така натаму. Како вие како актуелен директор ја перципирате оваа проблематика и колку е важно, еве конечно, таа новина што ја најавивте да се реализира и имплементира, тоа е да можат нели и овие неидентификувани лица да добијат своја евиденција во системот на матична водење на матична книга на евиденции и секако понатаму да си ги остваруваат своите законски и граѓански права. Најпрво дозволете ми да ви се заблагодарам што имате интерес спрема граѓаните со овие интересни теми кои секојдневно граѓани се соочуваат со одредени проблематики, да ги разговараме вака со вас и да стигне гласот до граѓаните побрзо и појасно. Еден од проблемите што јас се соочував како директор кога дојдов во Управата за водење на матични книги беше проблемот со луѓето што не се регистрирани во матичната книга на родени, и тоа е голем проблем реално за тие граѓани кои го немат остварено тоа право, пошто не им дозволува ниту едно друго право во нашата држава што може да ги користат. Тие неидентификувани лица реално не постојат кога ќе гледаме вака во државата и не може да остварат никаква придобивка од добрините што ги дава државата. Така што пред 2-3 години почнувало еден проект тука во Управата заедно со ред други институции, како што се ЦСР, мислам, за социјални работи, центрите за социјални работи во државата, со МВР, со Министерството за правда, со голем број на невладини организации кои имале за обврска да ги идентификуваат сите луѓе кои се неидентификувани во државата и да имаме една појасна бројка кај се движиме, колку луѓе се неидентификувани во нашата држава. И тогаш се стигнало до некоја бројка околу 600 луѓе кои не се идентификувани, иако овој не е реалниот број, сигурно има и многу повише, но како го и да е, одма почнало да се постап со тие 600 луѓе, од кои за овие 2-3 години 450-60 случаи веќе се решени. Еден случај уште е во Центарот за социјални работи тука во Скопје. 65 случаи се останати кои не се решени, меѓу кои 20 се родени во странство и си барат одредена друга процедура и која се одолговлекува малку. 18 од нив веќе се починати и 26 немаме уште решение за нив, кои или се заминати од државата и ги немаме тука, или не можеме да стигнеме до контакт со нив да постапиме и да работиме. Како и да е, ние заедно со УНХЦР работиме и со
сите засегнати страни што ги спомнав претходно, за периодов сега во блиска иднина да направиме уште еден јавен повик тука во управата за тие луѓе кои што остана нивниот статус недефиниран, да ги повикаме да дојдат да се запишат. Таа процедура нормално ќе трае одреден период, но не смееме да оставиме ниту еден граѓанин што живее во нашата држава да не е регистриран, пошто тоа може да одолговлекува или да произлегуваат утре и одредени други проблеми. Се надевам дека ќе најдеме решение за овие луѓе. Знаете, мислам, е направена и промена во законот 4А, во членот 4А за матична евиденција токму за овие луѓе, за да можеме да ги интегрираме во нашиот систем и тие веќе да се водат и да имат матичен број валиден и после да може да ги користат и другите бенефиции од нашите институции што ги дават. Еве да поставиме едно практично прашање, затоа што верувам дека граѓаните се интересираат за тоа која е процедурата и дали постојат оние административни лавиринти кога се поднесува барање за евиденција на лицата кои што досега не се евидентирани во системот на водење на матични книги. И она што исто така е доста поставувана дилема и прашање, еве да ја одговориме од прва рака, дали мора лично да се поднесе тоа барање или може по сознание на некој друг невладина организација, сосед или некој кој што има контакт со тие лица, затоа што верувам дека со однос на тоа дека немале досегашно искуство со системот и не биле во можност да ги проследат тие процедури, можеби да најдат на некои потешкоти па да побараат помош од некое трето лице, дали трето лице може да информира службата за постоење на такво лице и на таков проблем, или сепак се инсистира во процедурата тоа да го направи неидентификуваното лице во системот на евиденција лично. Како што и претhodно рекол, значи процедурата за да се запишат луѓето кои се не идентификувани не е некоја комплицирана, туку е едноставна и ние сме тука за да им помогнеме на секој граѓанин што би сакал да ја користи таа право и стоиме тука за нив. Ние сме сервис за граѓаните и мораме да им излеземе у сусрет, што се вика народски, на сите кои што имат проблеми со одредена прашање или со одредено право кој може да го користи. Како и да е, проектот за запишување на неидентификувани лица е многу поголем проект, кој што и претhodно си кажа, да се има одредени фактори што се вклучени во овој процес. Како што се УНХЦР, млади правници, одредени други невладини организации, кои што помагат доста да се олесни целиот овој процес. Откако овие на терен ќе ги идентификуваат луѓето што не се запишани, они дури доаѓаат и лично физичко со нив до нашите канцелари за да го остварат тоа право и да се запишат во матична книга на родени и да добијат после матичен број. Така што секој што е заинтересиран и сака или не е запишан, значи може да се обрати било во нашите канцелари, било во центрите за социјални работи или во овие невладини организации. Сите сме за помош нивни и ќе им излеземе во сусрет да им помогнеме за да го добијат тоа право. Ние стоиме тука 24/7 само за граѓаните да го добијат тоа право што стварно им следува. Знаете, мислам, одредена група на луѓе што се неидентификувани може имат потешкоти да се да организира, да се снајдат во системот, во нашите институции, но како и да е, мислам дека има доста механизми што им се на помош на нив и нема да има никаква пречка, никаков проблем. После ние ја водиме целата процедура и до МВР, и до Правда ако има некоја обврска, и до другите институции во Центар за социјални работи. Битно е они да имат волја да дојдат да се потпишат и да пуштат барање за да добијат и да се запишат во матична книга. Исто би сакала еден социолошки можеби феномен да зачнеме и повеќе да го искоментираме. Еве вие како инсайдер, како некој кој што се среќавате од прва рака со тие лица и со тие проблеми и стигнуваат до вас, како тоа се одразува на целокупната општествена слика и колку граѓаните треба да се свесни дека тоа представува еден сериозен општествен проблем. Нели имаме категорија на граѓани и група на граѓани, слушнавме за бројката, представува прилично голем
голема бројка кои што имаат реален проблем да ги остваруваат своите права. Како тоа се рефлектира врз целокупната општествена слика и можеме ли, например, да дадеме некои од генералните и главните причини зошто овие лица останале невидливи за институциите и за системот толку долго време? Дали станува збор за некоја култура на живење или повеќе станува збор за некоја системска неспособност да ги овие лица интегрира и инкорпорира во системот на евиденција? Како вие ќе го искоментирате овој генерален општествен феномен? Неидентификуваните лица може да представат сериозен проблем за нашата држава и нашето општество, но како е да е, за една работа може да сме сите горди како држава и како граѓани на оваа држава. Ние сме лидери во регионот со запишување на неидентификувани лица, така што сме добар пример за сите регионални држави тука за нас, пошто ние сме успеале, значи, да идентификуваме голем број на нерегистрирани лица и сме го решиле поголемиот број од тие и имаме веќе решение за тие лица кои што не се запишани и веќе поголемиот број имат и лична карта и пасош и други документи. Видите, значи, од социолошки аспект, кога гледаме, има одредени причини зошто се случува или сме дошли до ова. Не се институционални проблемите, значи, како управа според закон, значи, имат законска обврска да се запише едно ново роденче 30 дена, што е доста прилично добро време за да се запише во матичната книга на евиденција. Така што ова не представува проблем кога гледаш, или со управна поставка да одиме за 60 дена. Супер време за да може да се запише. Претежно овие проблеми произлегуваат кога детето е родено во домашни услови. И тука родителите или не знаат, или не се едуцирани колку што треба за да дојдат да го запишат детето. Или стигнува до овој проблем од после неколку години кога ќе дојде време да го запишат детето во училиште или кога ќе има некој здравствен проблем, тогаш им текнува дека треба да се запише. Но после тие процедури одат прилично опфаќаат и други сегменти од системот наш, од институциите и се одолговекува како процес. Друго, мислам дека имаме одреден број од граѓаните што не се запишани од косовската бегалска криза, што не ги знаеле процедурите, останале со време, ќе се вратат назад, останале тука и сето ова после произлегуваат и овие проблеми, што најверојатно ние затоа и сме правиле промена на членот 4 во Законот за матична евиденција, за да им излеземе на сите граѓани и да им услужиме за да го решиме овој проблем. Ни треба можеби некоја подобра кампања да стигне ова до сите граѓани, дека секој може и треба да го користи ова право да се запише, пошто и треба можеби да им се даде до знање до сите граѓани дека кои се последиците ако после не се запише, знаеш, пошто не смееме да оставиме ниту едно дете, ниту еден граѓанин без школување, без да ги користи тие права што му следуваат од нашиот државен систем. Уште едно прашање кое што во медиумскиот простор доста често се поставува, тоа е во однос на скратување на процедурата и поефикасно испорачување на услугите за граѓаните кои што аплицираат за добивање, да речеме, на извод на матична книга на родени или умреници, или изводот од книга на венчани и така натаму. Сите тие процедури, како што реков и во претходното прашање, за некои граѓани представуваат навистина голема потешкотија и го доживуваат доаѓањето во службите како некој дел од административен лавиринт во кој што многу граѓани не знаат да се снајдат, но еве вие најавивте како исто така еден проект, тоа е дигитализација, односно правење на тие услуги подостапни и поефикасни за граѓаните со поднесување на електронски барања за вадење на, да речеме, извод од матична книга. Дали сметате дека со тоа ќе се олесни многу пристапот на граѓаните до користење на овие услуги и какво е вашето досегашно искуство да го искоментираме на тоа поле? Процесот на дигитализација е проект кој се одвивал неколку години уназад во Управата за водење матични книги
и можеме да речеме дека е еден од проектите што е успешен доста во суштина, иако секогаш нели има простор за апгрейд на целиот процес, пошто дигитализацијата и ова време на технологија цело време се бара нова динамика и да се утек со трендовите што се движат. Како и да е, дигитализацијата на матичните книги од 1900 до ден денеска 85% е завршен како процес и тие книги веќе се дигитализирани, тоа го олеснува многу процесот на давање документи кои што ги издава управата. Така што, значи, ова го олесни целиот процес и во аспект на време и во аспект на административните службеници кои ја завршат таа услуга се олеснува. Чисто за пример за граѓани да им е јасно што опфаќа и што се подразбира под ова. Значи, веќе нема потреба граѓанин, ако е роден во Струга или во Охрид или во Битола, кај да е, да отиде до градот кај што е роден за да се извади извод. Туку може директно од било која канцеларија, кај да живее или кај да работи, да аплицира и да го земе изводот таму. Пошто сега се интегрирани сите книги во еден систем и секој вработен на управата, кај да е, во која било канцеларија, може да го види статусот на изводот и да го издаде во било која канцеларија. Иако порано нормално си барал секој да оди во својот град, пошто требало книгата да се отвори физички и да се најде предметот. Сега тој процес веќе и минато и да речем многу го олесни целиот процес. Од аспект на издавање на електронски услуги можам да кажам дека ние сме добро организирани и тој процес се одвива одлично. Значи сите услуги се функционални во нашата управа и може да се и барање и да се добиват документи електронски, освен за извод од матичната книга на умрени, пошто тоа мора некој од блиска фамилија да аплицира и да го земе, да го подигне тој документ. Иначе за сите други документи може да се аплицира онлайн и може и електронски да се доставува и можеме преку пошта на домашна адреса да го пуштиме документот. И овој процес го олеснува доста како проблематика што било претhodно, како и да ни треба нормално, ни треба поголема реклама, да речеме, на овие услуги за или едукација на граѓаните за да може да ги користат овие услуги, пошто ова има и многу добри ефекти, мислам, и од зачекање да не се прават гужби, редици и ред други проблеми што сме ги имали во минатото, но доста помага и од аспектот кој што ние секогаш сме се критикувале сами себе си дека корупцијата стигнува во многу високо ниво, а ова го намалува доста како проблем што го има во општеството и затоа би ги мотивирал сите граѓани за да може да ги користат електронските услуги и се користи време, се добива време и сите овие проблеми нема да ги имаме. Кога зборуваме за процесот на дигитализација, веќе во современото време и ера каде што живееме, мислам дека многу се фаворизираат дигиталните услуги и постојано се истакнуваат само предностите на користењето на дигиталните услуги, кои што несомнено се многу, еве ги спомнавме и вие ги спомнавте во вашиот претходен одговор, меѓутоа верувам дека постојат и доста недостатоци кога станува збор за пристап до дигиталните услуги, односно веројатно и постои одредена категорија на граѓани кои што не можат баш да се снајдат со дигиталните алатки или не можат да аплицираат. Од друга страна има и проблем за самата управа, односно за самата служба, затоа што тоа го намалува обемот на работа на работниците кои што повторно ќе останат на некој начин проблем во системот за вработување. Ајде да ги спомнеме и самите тие недостатоци со кои што сте се соочиле, односно критиките на сметка на дигитализацијата во поглед на пристапот до услугите на управата. Трендот на користење на електронски услуги или на овој дигитален процес кој што се одвива во целата држава, да речем, па и во нашата управа, секојдневно е на нагорна линија и што за мене представува дека е позитивно нешто што се случува. Како и да е, вистина е дека ни треба
подобра или по-интензивна кампања спрема граѓаните во медиумите, кај што ќе им обучиме или едуцираме граѓани како можат полесно да ги користат овие услуги. Заедно, мислам, тука министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски работи многу напорно во овој процес и се труди да најде решение за да имаме еден портал кај што ќе биде многу поедноставен за користење за сите граѓани и кај што може да ги користат сите услуги, не само во нашата управа, туку и за ред други институции. И овој процес нормално си бара време и не е толку лесен да се прави денеска за утре. Но верувам дека во блиска иднина ќе имаме многу поедноставен и по-сеопширен процес на дигитализација и на добивање на овие електронски документи, кои ќе бидат многу леснителни за граѓаните. Но треба да имаме нешто во предвид. Често пати граѓанин кога се аплицира електронски, мисли дека тоа е 5 минути работа и одма ќе добие одговор. Одредени услуги кај нас се барат одредена процедура, како на пример за да аплицираш електронски за ново роденче, ние откако го земаме таа апликација кај нас во управата, иако е електронски, ние мораме да го процесуираме до МВР за да добиеме матичниот. Матичниот број не го издаваме ние, туку го издава МВР. И за ова си ода некои 3-4 дена додека да имаме повратен одговор. И цело ова си бара време. После, ако граѓанинот си аплицира за да му стигне по пошта и тоа си бара одредени денови и често пати имаме жалби и поплаки од граѓаните зашто се чека недела дена или 10 дена. Е процес кој што не може да се реши одма или да се добива одговорот толку брзо, пошто имплицира и ред други институции и ред други услуги. Но како и да е, секојдневно ние ги имаме и ги земаме предвид сите наши пропусти кои ще се случуваат во процесот и тие пропусти се трудиме утре да не ги повторуваме и мислам дека овој процес од ден на ден е подобар и услугата е многу поефикасна и граѓаните ќе бидат уште позадоволни утре од сите услуги што ние ги нудиме, иако како што кажав, ние секојдневно треба да се ангажираме и да најдеме олеснителни механизми само на граѓаните да им олесниме со нашите услуги. Фатон, ви благодарам за издвоеното време. Верувам дека овој наш разговор ќе допре до многу граѓани и веќе ќе имаат и смисла и поем како да ги користат сите услуги на управата и ќе се охрабрат почесто да бараат помош за сите своји проблеми и недоумици токму кај вас на вистинската адреса и на вистинското место. Ви благодарам за се што правите за граѓаните. Благодарам на вашиот интерес. Честа беше моја што можев да им се обраќам на вашите гледачи и се надевам дека сме успеале колку толку на граѓани да им направиме појасно со што ние се бавиме и кои се нашите услуги и се надевам дека граѓаните слободно може да барат секаква помош во нашата институција, пошто стварно им стоиме на располагање во било кој време. Дигитализацијата во поглед на услугите кои што ги даваат органите на државата и нејзините институции, навистина го олеснува пристапот и самата комуникација помеѓу граѓаните и институциите, меѓутоа сепак треба да обрнеме внимание и на самата едукација на општата популација, се со цел да може да пристапи и полесно да ги користи овие дигитални алатки и да ги применува, затоа што сепак постојат и граѓани одредена категорија и бројка на граѓани кои што не се доволно упатени во новите софистицирани начини на кои што може да се интерактира со самите институции и користење на сите подобности кои што ги нуди процесот на дигитализација. Вие го проследивте денешниот разговор со директорот на управата за водење на матични книги Фатон Фазлију, а јас ви закажувам повторна средба веќе наредната недела со нови теми, нови гости и нови содржини. До тогаш ви посакувам убава работна недела. Се гледаме!